комплетниот развој на цивилизацијата е практично невозможен без градежни инженери, зашто не е само за да се изградат објектот каде што се постојам. Вода, за да дојде до чашата, не може без граден инженер, затоа што има хидротехничка насока, кој ја гради браната, кој ги гради овие пречистителни станици за отпадни води, кога отпадне води, кој гради целиот систем за водоснабдување, граден инженери, тоа на граден факултет се учи. Така да, баш кога сега дојде студенти, односно ученици од ГУЦ беа пред 2 недели, исто нели организирате од студентски парламент. Како се вика, студентски парламент или студентско собрание? Студентско собрание, ФСС. Не можам стално да го. Така. Тоа претходно беше на веб страната, мислам дека се уште стои студентски парламент. Тоа е по стариот закон. Студентско собрание, значи. Така. Организира и дојде. И баш ја зашто сум меѓу другото и раководител на Центарот за кариера. Така. Па ние како Центар за кариера ги водиме промотивните активности на факултетот. И кај мене ме викнаа да презентирам и баш така им презентирав на ученици. Викам, вие са балја станавте дома, нели, кој куќа, кој зграда, дома негде живееш. Така. Чаша вода се напи после спиење. Од таму стана по улица тргна да доеш на школа да одиш, така. Значи по улицата исто некој треба да ја направи. Школото некој требало да го направи. Пак назад по улица пада факултет, факултетот некој го направил. Значи тоа се без граден инженери, и други треба нормално, ама без граден инженери исто никако не бива. Така да практично целокупната развојна цивилизација не може без граден инженери. Почуваш да бадиш на една од, да речеме, базисните стопански гранки, ајде како да ги речеме професии. А зошто на англиски се именува како civil engineering? Тоа е добро прашање. Па буквално е за да биде да се разликува од military engineering. Значи тоа може да се види, да се најде нели во историјата дека претходно под инженери која започнува развојот, да речеме, на инженерската дисциплина пред се за воени цели, правење машини и така или одбранбени објекти и така. Тоа е за кога пак нели сето тоа преминува во, ајде да речем, користење во цивилни цели, за да се разликува, се вика civil engineering. Civil engineering, да. Civil engineering, и поготоа што civil engineering во себе опфаќа баш овие, значи покрај објектите, опфаќа и мислам овие објекти од високоградова, што зборуваме, згради и куќи, него опфаќа и ова транспортна инфраструктура што сега го викаме хидротехника, сега што го викаме, значи општо баш градежништво. А вообичаено луѓето мислам имаат представа дека под градежништво се подразбира горе доле само изградбата на згради. Како и јас пред подкастов, да. Згради и куќи, дека само тоа е градежништво. Тоа во ние по принцип го викаме structural engineering на англиски или конструктивно инженерство, и тоа е само една насока. Конструктивната насока што е на градежен факултет. Баш покрај таа постојат уште две други, што се во втор циклус на студија, душе првиот циклус е заеднички за сите. Значи тоа е, да речеме, civil engineering, баш за да се разликува од military engineering, да се разграничи. Еве ги насоки. Ево конструкција. Тоа ќе прашав следно. Транспортна инфраструктура, хидротехника, имаше ова, сега го немаме. Организација и менеджмент. Зошто се комплетно се затвори таа насока или? Не, постои, ама постојат предметите, постои катедрата се, само што како насока сега за сега мислам го нема студенти. И по новата реакредитација што правевме сега новата, ќе го нема како посебна насока, ќе се воведе понатаму. Знаете, многу е мала видливоста на градежништвото. Да. А и толку широко подрач, и толку широко поле. Мала е што? Видливост. На градежништвото како професија. А толку е често вака по наслови, никој се не запрашува што е градежништво. Толку многу не има по најразноразни наслови никогаш. И најчесто во негативна конотација. Да, најчесто. Например, урбана мафија која ќе кажат, се мисли брза и вика градежниците прават тоа, градежниците прават она, а се инвеститорите. А тоа да. И тоа некако фрла некоја стигма на самата струка. И градежниците немаат овако. Не, довако, да. Немаат мир од тие инвеститори. Баш сме ние тие што спречува такви работи, што нашата одговорност ја вика треба да спречиме лоши наслови. А зошто дојде до немаше интерес како што рековте за организација и менеджмент, што беше причина? Па причината конкретно
веројатно, види, национално е опаднат севкупниот интерес за факултетот и ние се во моментот бориме да на вистина. Не повеќе, да. Дефинитивно последните години драстично појаѓа интересот и ние сме сериозно загрижени како факултет. Така. Пред се, како фела понатам, зашто многу е опаднат бројот на студентите и не знаеме како дали е тоа одржливо понатаму, зашто градежништвото не е само да се изгради објектот. Објектот треба да се одржува понатаму, нели, да се проектираат нови и така. И со оваа стапка како што оди негативна на бројот на запишани студенти, може да се доведеме како држава во ситуација да нема кој да ги одржува и да дојде до баш до уназадување во развојот од тој аспект. Значи, ќе нема кадар кој што тоа ќе може да ги извршува сите тие работи на, нели, одржување, проектирање на нови објекти, реновирање и така натаму. Да. Па вистина, јас не го очекував тоа. Обично кога ќе слушнам градежен факултет си мислам добро, затоа секогаш има интерес, има отворен пазарот на трудот, некако таква ми беше перцепцијата. Па да, види, ние тоа го кажуваме и при промотивните настани, ние практично немаме невработени. Се барат млади нови кадри, фирмите барат. Сега за разлика од некои други струки, тука не може да се почне со работа незавршен, недипломиран. Зашто има и такви струки, нели? Да. Кои што се доста во овој момент популарни меѓу младите, можеби баш заради тоа. Да. Нашата струка е многу одговорна и не може да се дозволи едноставно такво нешто, впрочем и законски е тоа така, значи не може да се тоа регулирана професија, не може да се почне без, не може да се работи без соодветно овластување да се добие. Така што, нема невработени, дури имам доста што да работат и во странство, затоа што пак со нашата диплома сегде е признаена. Ги имаме и потребните вештини, потребните знаења. Дефицитарна е струката не само кај нас, тоа е глобален тренд. На вистина? Да. Дури покрај тоа што се гради многу или баш поради тоа што се гради многу? Па види, се е поврзано. Тоа ме е некој лично видување по некои мои лични информации, што ги следам вака по медиуми, по социјални мрежи, така. Дека секаде е трендот, значи се оди повеќе на овие други, особено нели сега тоа е актуелно околу програмирање, информатички технологии, така, а овие традиционалните професии како малце да се запоставуваат. Иако се пак ќе кажам толку базични да секојаш ќе има потреба од значи не само за градежници, тука и машинци доаѓаат и останатите еве да не набројувам, има потреба, ама нема за жал интерес сега во моментот и затоа ние и како факултет стварно вложуваме напори да подигнеме видливоста, кој што речеме. Дури има сега нова комисија на факултет формирана, што така се вика, комисија за подобрување на видливоста на факултетот во општеството. Да. Кој е твоето видување за ова? Зошто е смален интерес? Ја кога се запиша вака, кога запознав факултетот, ми беше многу чудно. Пред се први тоа што студенти од втора година можат да бидат фирма која што ќе ги стипендира нив и да работат во таа фирма после завршување, значи до толку е дефицитарна на сваката страната, нашата професија. Најмногу мислам дека е заради поставеноста на општеството. Сега, ако се ставиш ти во улога да треба да купуваш стан најчесто утре дури на живеалиште, прво што мислиш е, не знам, дали ќе се слуша комшијата, каква е искористеността на простор и слични работи, ти никогаш не размислуваш каква е поставеноста на конструктивниот систем, дали во шоседам си сигурно. Така, да. И мислам дека се намалува туку улогата на градежни инженери, може и се гледа повеќе како пресметувач, чисто како калкулатор, што е далеко од тоа. Во нашата професија како има техничку бавина, да речеме, уметност е малку далечен збор, ама техничку бавина секако. И појдовна точка во секој проект од градежништвото е градежниот инженер. Премногу фактори има што се вклучува градежен проект за изградба на едно конечно дело, премногу лица учествуваат, ама градежниот инженер е централна улога скоро во секој проект. Меѓутоа и мене ми е доста чудно што опаѓа видливост.
стварно е една енигма. Тешки да беше еден проблем, ќе го решевме, ама е најчесто е повеќе. Можда, и тоа што зборувавте на почетокот, лошиот углед на градежништвото. И баш ја затоа ги охрабрувам младите лица дека добар студент, утре другиот ќе биде добар инженер и на сите тие што ги слушаме по медиуми лоши примери во градежништво, ќе може директно да влијачи, во буквална смисла директно да влијачи тоа да не се случи. Така да сите млади што сакаат да подобра нешто во своја држава, мислам дека градежништвото е добра поетна точка почетно да подобра такви работи со својата етика и работење. Не, дефинитивно градежниот инженер е некој само што ги извршува сите тие планови што се прават на многу повисоко ниво. Кој да речеме што на урбанистички планови. Урбанистички план, кои одредуваат какви градби на кој простор. Точно, тука немаме влијание градежниот инженер. Видите, тоа исто е една можеби битна работа што исто ние се трудиме помеѓу лаиците, да речеме, или помеѓу општата популација да со нашите настапи да ја една работа да ја подобриме, а тоа е точно да се разбере која е улогата на градежниот инженер, што често пати не мешаат и со урбанисти, и со архитекти, која е значи нашата улога. И често пати вака почнувајќи некојаш еви мали деца доаѓаат на пример од основно училиште, доаѓаат на посети, имаме гоја лабораторија за геотехника, па нешто карпи им покажуваме и така. Супер си поменуваат, ама обаведно со нив правиме муабет, уште со нив кој ќе почнеме, па се до презентации во средните училишти која ќе влеземе во учениците ќе прашаме добро знаете ли што е граден инженер, па вика чест одговор е вика па тоа што архитектот ќе го нацрта, градежниот инженер после на објектот оде вика и го гради, ама буквално го гради, значи ја зима тулата и ја става на место или бетонот со лопатата го става и така. И тоа можеби не кај некои средношколци така кои ќе треба да се одлучат што да студираат, можеби се вика сега јас ако можам да седам од дома да работам 3-4 дена у неделата кога сакам како сакам. Зошто ви пресметал, зошто сега мислеа? Зошто било на објект па да заводам во кал или не знам да ме врне дожд и снег и така. А меѓутоа тоа најмногу може во наредниот период и тоа ќе го направиме малце повеќе, ќе ги повикаме младите скоро завршени инженери кои што работат на објекти. Ми се чини ќе може да пренесат едно одлично супер чувство, онака што секој кој што нешто креира го чувствува, тоа кога ќе го види она делото што го замислил, кој ќе го види вака направено, се заборават сите после потешкоти низ кои што се поминувало, а не е се баш така како што го замислуваат најчесто на општата популација, како што реков, дека тоа струка која што не знам физички многу напорна и така. Баш во себе е многу убавена, значи во смисол дека се осмислува скелетот на еден објект, како тој ќе стои и како ќе се постави, онака како што архитектот го цртал, го замислил, ние треба да смислиме како ќе го поставиме, како тој ќе стои. Како да обстои, како да издржи земјотрес, како да издржи ветер, како да издржи на пример поплава. Нели? Еве, на пример мостови. Така. Кога или удари. Така што има доста креативно и иновативно размислување, користење на нови градежни иновативни материјали, тоа сега едно поле кое што со развитокот на технологијата на материјалите, мислам, се отварат нови и нови полиња за примена во градежништво, така да стварно е струката, иако е традиционална, сепак во смисол дека постои многу одамна и стално ќе биде потребна, сепак е и многу модерна и стално има простор за нови иновативни решенија, така што па на човекот никогаш нема да престане да има потреба да живее некаде. Ако нешто друго не се смени драстично, не знам, да се аплодираме сите во облакот. Тешко, далеко е тоа, секогаш ќе има. Па дури тогаш пак треба некој тој облак да го одржава, некој да биде сместен, зашто облак уствари не постои. Пак треба инженер. Облакот уствари негде некој компјутер што пак стои во некој објект, така. Мора да е опипливо. Спомнавте, нели, како да се заштити објектот
нели од поплави, од земјотреси, од сите можни, да речеме, катастрофи. Значи тоа автоматски си носи огромна одговорност, на пример, професијата сама по себе. Спремен ли си да поднесеш таква одговорност? Па затоа факултетот ни е така. Треба посветеност. Така. Професорите се секогаш тука за помош. Се совладуваат сите тие работи. На прв поглед изгледа страшно, ама со логика, со разбирање и тук и не само што се совладува, туку и ти станува и интересно и некогаш од вај чекам сам дома, да тоа што нели сум слушал да го седнам да го учам да го работам и слично. Така. Меѓутоа се разбира во она почеток во ден нула не си спремен, бидејќи во гражништвото најбитни се искуствата и најбитна е предаденото знаење после кога ќе почне со работа. Меѓутоа многу е битно на факултет да се стекнат тие знаења и тоа што исклучително сум горд на својот факултет е што на широко и на долго се учат тие знаења. Литературата што имаме е огромна, поддршка од професорите што имаме е огромна, од помладиот кадар наставен исто така да веќе влегувам во таа фаза или завршни години од моите студии, кај што и почнувам со постарите колеги веќе да се работи на некои проекти, факултетот не вклучува како студенти во работа, така сето тоа е процес што и тука како почнува да се чувствува. На прва, втора година веќе нека знаеш, страф имаш како што велиш, ама сега сум нека четврта година студии, пополека таа одговорност ја стекнувам и знаењето, што е најбитно. Така. Одлично. Што го прави еден иден инженер добар или лош, да речеме? Што е пресудната разлика според вас, како професор? Тоа е прашање на кое што не знам, не сум размислил нешто посебно, јас не ги ја и студентите не ги делам нели на добри и лоши, па во иднина да бидат добри и лоши инженери. Може вака, може би да се каже, некои ако правиме панданеве пак преку студентите, значи вообичаено вака искуството, ја 20 на година колку сум веќе на факултетот, кажува дека од оние што ќе се запишат студенти, едно 20% има навистина феноменални кои што се без проблем ќе поминат низ студиите и жалосно е што практично тие најмалку ги гледаме, зашто ќе дојдат, ќе го продржат, примерно ќе го положат, ќе си ја земат оценката и вака после само ќе се сретнуваме неформално или како колеги, ама поредко. Да, поголем труд нормално вложуваме студентите кои што ни треба малку повеќе помош. Значи ние па ќе кажам, нема добри и лоши студенти, само викам студенти кои што без проблем го совладуваат нели материјалот, а потоа на овие останати дека им треба малку повеќе помош, ние се трудиме буквално околу секој студент. Првиот час кога одам на часен викам студентите, ние сме сега екипа и се трудиме заедно и јас и вие да што поголем број од вас го положат предметот, нели? Нормално како резултат на стекнатото. Да. Сега, што некој го прави добар или лош инженер после тоа, па ќе кажам, би требало секој кога ќе заврши факултет веќе да не биде лош инженер, сите да се добри, може да има само добри и подобри. Во смисол, можеби еве околу како луѓе не сме сите исти, некои се малку покреативни, некои помалку. Разликата може би ја прави тоа. Кој е малку покреативен, па ќе може да осмисли соодветни иновативни понови решенија кои што на крај ќе резултираат пред се во поекономична градба, а со иста сигурност. Тоа е она што ја прави разликата помеѓу подобриот и полошиот, условно кажано, полошиот инженер, затоа што на крај наша цел како инженери, кои што на некој начин сме ангажирани од инвеститорите, објектот што ќе се направи да чини помалку, нели? Тоа на крај се сведува на пари, така и затоа има една позната позната дефиниција што е инженер. Така. Вика тој е човек кој што може да го направи објектот вика да стои, ама е двај. Да стои. Најефикасно може. Најмалку што може да се употреби материјал и објектот да стои, да биде сигурен, ама е двај. Да. Така да тоа е, значи кој е покреативен, ќе успее да го направи тоа така економично да биде, да на крај се постигне најефикасното можно решение, да биде нели сигурно. Како што треба, да. Инаку малку може да би се навратил на претходното прашање, Марко што го праша, зашто мислам дека е многу битно. Во ред.
да го праша дали е страв да подпишеш, да речеме, нели проект на крај. Тоа е исклучително нешто битно, што ние формално не го учиме на факултетот во смисла да имам некој предмет што тоа ќе ги учи студентите, ќе им посочи. Тој момент што мислам дека некои можеби го заборават од како ќе не толку од студентите можеби, него и во претходно кога спомнавме можеби од некои од инвеститорите, така кога во таа трка за добивање на што поевтин објект, некои работи се забораваат или се премолчуваат понекогаш, што не зборам кај нас, зборам глобално, нели, како струка, кои што после може да дојде до катастрофални последици. Забораваме понекогаш колку е нашата професија одговорна. Исто така како еве еден начин да се каже, да се прикаже одговорноста, нели често знаеме да чуеме вака од фелата. Например, грешката што медицината викаме многу одговорна. Одговорна професија, се работи со луѓе директно така. Меѓутоа грешката на докторот ја плаќа еден човек. Грешката на инженерот ја плаќаат стотици. Некогаш и илјадници, да не зборам, сега на еден инженер не Нели? Иако и тоа може да се случи, така да затоа од аспект на тоа сега веќе ако свртиме кон баш како што го формулираше прашањето, дали на некој му е страф од инженерите да кога тоа треба да направи, навистина тоа треба постојано да во главата да ни биде, затоа и процесот на проектирање и изведба на објектите е стварно пропишан да има многу контроли. Така. Проектот поминува низ раце на многумина, додека дојде до последната фаза на објектот да се користи, така што тоа е направено со цел, да реков, и регулирана професија, значи со сите контроли за да може да се осигураме на крај дека тоа што е производот е конечно квалитетно, знаејќи дека поминало низ раце на многумина луѓе кои што при тоа за да се дојдат до таа позиција да може да го контролира тоа, веќе се докажале преку својата работа, тргнувајќи како млади инженери под менторство на постари, стекнувајќи искуство, да веќе на крај бидат и сигурни. Инаку има, сега ми текна една баш интересна анекдота, моје лично искуство, кога бев студент на студентската организација ЕСТЕ, каде што имаше можност, и се уште има тоа, да се оди на стручна пракса во странство. И јас бев на две такви пракси, една пракса беше во Прага, таму во Анимната академија за науки и уметности, во тој институт за механика, што и таму се дружи со студенти, групата студенти, 20 на студенти од инженерски струки од цел свет, и имаше еден дечко од Канада. Студираше градежништво таму. И беше супер човек, вака, многу забавен, отворен. И имаше, на малиот прст носеше еден тенок прстен. И во една прилика го прашав што е тоа што е прстенчето, тоа. И ми ја кажа следната приказна, многу интересна, баш поврзана со ова. Вика, тој прстен ни го даваат, вика, кога ќе запишеме факултет. Прстенот е, вика, изработен од остатоци, прачка од арматура, од некој мост во Канада, што се срушил. Имало жртви, мостот се срушил, инженерска грешка, имало многу жртви, ја собрале арматурата од мостот, направиле такви прстенчиња, му го дават на секој студент што ќе запише градежен факултет, да го носи на малиот прст, на раката со која што пишува, дали десна, дали лева, и вика, секојаш кој ќе земам пенк молив да цртам, и која ќе удрам на масата, тоа тропа. Тропа со цел да те потсети дека тоа што го ставаш сега на листот, тоа може да значи живот нечи. Која е одговорноста на инженерот. И тоа е, ја го запамтив како анекдота. Јас не знам што да кажам. Ама е многу моќна порака.
Многу И моќна. тоа е нешто што на вистина треба секој што ќе го заврши факултетот и што ќе добие дипломата еден ден кога ќе седне да потпише проект, да биде свесен што потпишува, Да. зашто неретко се случуваат Да. обиди за манипулации во смисол или притисоци да се потпише нешто што не е за потпишување, Да. и затоа ние треба да бидеме свесни што потпишуваме и на вистина треба да не биде страв што потпишуваме, страв во смисол да бидеме свесни дека нешто што не држи вода, дека не треба да се потпише, да не се сме, потпише. да. Зашто тоа после понатака Тоа е особено актуелно со последниот земјотрес во Турција. Имаше слики, на пример, од некое градче. Имаше една слика што мене ми остава мојот професор на катедрата по земјиште и води, ја сподели на Facebook. Градче во југоисточна Турција и сликата беше направена од дрон или од некое високо место и имаше само една куќарка на 2 спрата, што беше здрава, жива, немаше ни една пукнатина под зидовите, а сите куќи околу беа срамнети буквално со земја. Таа зграда е на Сдруженијето на градежници во тоа градче. И тоа беше доволен, да речам, доказ, нели? Па да, добро, таа беше позната слика, така, ја лично немам податоци, зашто баш тој објект останал, нели? Не мора да значи дека нешто, дека граѓаниците баш знаеле дека тоа и дека они го правеле, ама да, мислам баш беше и тоа дури нели да се земе само символично, пак доста и тоа остава јака порака, што значи таа одговорност во нашата струка. Затоа е доста регулирана, затоа и ние во текот на студиите на вистина некогаш можеме некои студенти им се чиниме можеби строги, ригидни, иако не мислам дека сме. Баш заради тоа дека реков формално не учиме, ние никаде не им кажуваме внимавајте, ова одговорно ќе биде, тоа едноставно се подразбира и се начинот на како се водат студиите е така да студентите сами се свесни на крај дека нели за сите овие работи што ги дискутираме дека тоа навистина одговорна професија која што може да го подобри животот на многу луѓе, ама може и да го загрози и тоа мора секојаш да внимаваме на тоа нешто. Го имаш ли ти на ум ова кога се запишуваш? Не. Тоа се осознава со тек на студиите, со учењето. Мојата прикажа со градежништвото беше на некој начин љубов на прв поглед. Така. Не знаев точно во што се впуштам. Немам никаква поврзаност пред тоа со градежништво. Така. Меѓутоа уште од првиот час, првата недела сватив дека едноставно тоа е нешто за мене. Така да испадна на почеток чудно, веќе се запишав на граждан пред интуиција. Знаев дека сакам на технички факултет, знаев дека сакам да работам работа што нема да биде да опоминам цел живот за денно биро и правејќи на иста работа секој ден сите тие години, туку сакам нешто што ќе ме предизвика цел живот. Веќе предизвикан човек е нели, се учи цел живот и мислам дека тоа е клуч за да останеш млад. Така да тие бе интуитивно да запишам на граждан факултет. За одговорноста не бев свесен, меѓутоа научив да ја прифатам. Така. Научив да се соочам со неа и тоа ме тера секој ден се повеќе да учим, да влегам што е можно подлабоко во секоја тематика што професорите ја предаваат. Бидејќи често се запрашувам што би било, како би се чувствувал јас доколку живеам во објект на некој што баш не обрнува внимание на такви детали. Тоа ми е мене мотив да не бидам таков инженер, иако се многу ретки. Факултетот доста не учи на такви работи. Меѓутоа и тука како е така. Така. Значи имаме 3 насоки во моментов на градежен факултет, тоа е градежништво и конструкции, градежништво односно транспортна инфраструктура и хидротехника. Тоа е во втор циклус. Хидротехника е во втор. Не. Насоките се во вториот циклус. Првиот циклус се студии е заеднички за сите. Значи само градежништво, односно вака имаме 3 студиски програми. Во прв циклус, кога ќе се запишува студент на градежен факултет, може да одбере една од 3 студиски програми. Основна е градежништво, меѓутоа има тука и студиска програма по геодезија, што е исто на градежен факултет, и најновата студиска програма, најнова од овие 3, нели, некој од 2005 година, ако не се лажам, е студиската програма по геотехника. Специфична студиска програма, која што се отвори 2005 година, од тогаш функционира на градежен факултет. Кога ќе дојдат студентите на вториот циклус студии, тогаш ова градежништво ги има овие 3 под
со посебни насоки, така што практично се 5. Во втор циклус имате градежништвото се дели на овие 3: конструкции, транспортна инфраструктура и хидротехника. Порано познако патишта и железници. Така. И хидротехника, а се разбира остануваат се уште геодезија и геотехника во втор циклус, така да имаме 5 и во вториот циклус. Може ли некој да биде градежен инженер само со прв циклус? Вака сега, кога ќе завршат прв циклус, добива студентите дипломиран градежен инженер диплома. Така. Ја има титулата, сега работата, реков, ова стан збор за регулирана професија и сега прашањето е што може да работи со тие 3 години и со таа диплома. Так. Моментално како што е регулацијата, законската регулатива, така. Значи за да се работи како инженер во градежништво треба да се поседува овластување кој што го издава комората на овластени архитекти и овластени инженери. И тие ги има неколку вида овластувања. Имате овластување за изведба, овластување за проектирање, овластување за надзор, овластување за ревизија. Студентите кои ќе завршат со 3 години добиваат само од овие 4, добиваат само овластување за изведба. Тоа значи може да функционираат само како инженери на објект и да учествуваат во изведбата. За да се стекнат со овие другите 3 овластувања, тие според законот така е формулирано, значи потребни се тамо 240 кредити. Колку односно треба да ги завршат уште овие другите 2 години. Така да со после 3 години станува дипломиран граден инженер, но може да добие овластување само за изведба и да работи како инженер на објект. Не може да работи проектирање, ревизија или надзор. Значи, веројатно за тие овластувања дополнителни, за сите 4 си постои дополнително, да речам, оценување. Вториот циклус треба да го заврши. Вториот циклус е доволен. Да. Бидејќи, тоа е супер, бидејќи обично после тоа треба да покаже одредено искуство во смисол за самото овластување кога аплицира, треба да покаже дека значи известно време ќе работи, да речем, како приправник. Односно, нема да подпишува проекти, ама ќе учествува. Ќе гледа, ќе биде широк. Практично така. Мора да го помене тој пат, за ден кога ќе го доби овластувањето и кога ќе треба да стави подпис, да биде целосно свесен и да го има целото потребно искуство и знание за тоа да може да го направи. Така да не може буквално што се вика од школска клупа или не да може незавршен, па да почне да проектира, и да подпишува проекти. Така да тоа е интересно, обично тие да речам тела кои ги даваат тие овластувања, тие акредитации, бидејќи некако нивото на образование е толку намалено и толку е опаднато на едно приемчиво ниво за што поширок, да речам, спектар на средношколци и идни студенти, обично не си веруваат тие служби за акредитација за факултетите, ама ова е исклучок. Вака сега, во нашата земја е така, во некои други земји се полага стручен испит практично, така да се исто ти дали кај си завршил и сега ние во Македонија практично само нашиот горе-долу градежен факултет. Инаку тоа секогаш е дискусија меѓу нас, нели, што треба да е услов за давање на тие овластувања, и така што неретки се мислината дека треба, нели, за да се реално покаже доволно знаење за да може да се добие овластувањето, да се има тако стручен испит, каде што секој што ќе аплицира ќе може да докаже дека навистина знае. Во многу земји така, кај нас не е се уште така и не знам дали некојаш ќе биде. Сега само врз основа на да се покаже одредено искуство преку тоа потврди дека се учествувал на такви активности, дали било проектирање, надзор, ревизија, што и нели, има таму услови, ја не ги знам сега на памет, за да кои што треба да се исполнат за да се добие овластувањето, ама не кај нас нема таков стручен испит, да речеме, што би го спроведувала некоја независна комисија. Тоа кај нас не се завршува, мора да има овие 240 кредити, значи прв и втор циклус студии за овие останатите 3 овластувања, освен за
за изведба. Така. Тежок ли е градежен факултет? Бара посветеност. Така. Мора да бидеме искрени, ама исклучително интересен факултет. Добро. И мислам дека секој што сака да работи нешто што би бил горд на својот труд, и ту мислам дека градежништвото најдобра професија да биде горд на својот труд е човек за градежништво. Да. Така да не е тежок, бара љубов, бара посветеност, ама тежок не е, посебно поради тоа што мене што најмногу ме зачуди доаѓајќи од средно образование на факултет е посветеноста на наставниот кадар на еден студент, тоест една личност да се оформи во иден градежен инженер. Така. До ден денеска ми е енигма зошто толку професорите оздвојуваат од своето време. Значи не зборувам само на предавање, туку на секоја врата можам јас да чукнам, да добијам одговор, да учам нешто плюс од наставната програма за било што и да бидам услужен, да се почувствувам како да сум дел од факултетот. Така. И исклучително сум горд и на факултетот. Така, мислам дека никој не треба да се плаши од тоа дали градежен факултет е тежок или лесен. Туку треба да запраш дали е спремен да го сака тоа што работи и да се вложи во тоа што работи. Ја мислам дека за било која работа најбитно е да сакаш да ја работиш. А и после трудот е веќе Си доај. Да. Па тоа кога го снимавме на пример подкастот за факултет за дизајн и технологии на мебел и интериер, тоа му кажував и на професорот. Јас сум работел столарија, на пример, татко ми е столар и тоа сега тоа не е исто како да си градежен инженер, мислам ги зимаш даските, спојуваш и правиш една кујна. Ама само до тоа обликување на таа палета даски што е една кујна што некој човек ќе користи 15-20 години е чудесно, разбираш? И не ти е тешко. Апсолутно чудесно, да, бидејќи знаеш што добива на крај, да речам, клиентот, а да си градежен инженер не можам да замислам како е да заврши изведбата на една зграда што ти си ја проектирал, да речем, или па гледам овде некоја брана, човече. Да. Јас гледам по моите постари професори, нели, како што се наближуваш кон крај на кариера, секогаш гледаш што имаш оставено зад себе. Така. И сите професори го гледаат тоа како на крај на кариера како најбитното нешто, значи нели не е ни битно ни пари ништо, туку да оставиш нешто зад себе. Да. Јас одвај чекам да влезам во тој дел, нели, како студент се уште не сум, ама одвај чекам. Така да ја мислам дека на крај на денот многу е битно и во природата на човекот, како биолошко суштество, да остави нешто за себе. Така да градежништвото баш тоа го возможува. Да, апсолутно, таа е потребата. А и градежните дела обстојуваат долги години. Пак ќе се навратам на презентацијата што пред некој ден ја држав за студентите, за учениците од средно градежно. Таму го спомнав истото што сме го спомнували повеќе пати. Значи, 7 светски чуда. Сите се градежни објекти и без конструкција не би обстоиле. Да. Толку колку што обстоиле и се светски чуда. Така да тоа е тоа што останува и што нели како што рече Марко, останува зад инженерите, зад тие што го создале. Зашто некој ќе го осмисли како треба да изгледа, ама некој треба да го направи да стои. Да. Тоа е нашата и да преживее толку време, така. Тоа ми е мене чудесно, например, сите тие 7 светски чуда, ние толку се гордееме на нашата систематизирана наука, инженерство и нашето применување, а сите тие, мислам, за нас чудесни работи се создадени некако не на тоа ниво на систематизираност како што го имаме денес, да речеме, и мене ми е чудесно секогаш да размислам. Мислам и во нашата архитектура, тие висечки чардаци, например, сам прекрасно. Да, добро, тоа е, затоа реков, ова е, нели, област, струка која што не е од сега, тоа е илјадници години назад, од првите градби кога се правеле. Со тоа што тога се правило се на основа на искуство. Значи на основа на искуство, а сега се прави се врз основа на научни познавања и достигнувања најмодерни. Затоа како што реков, инженер е тој што ќе го направи да стои, ама едвај. Да, едвај. Така пирамидите на пример не може да се наречат дека едвај стојат, ама не може да се каже дека се економисни, така. Зашто во денешно време не ги градиме, така. Да. Меѓутоа тогаш на тоа ниво на познавања се граделе врвна техниката и технологијата. Па да, искуство. Значи се искуство. Ќе направиш неколку што ќе паднат, наредното ќе обстои. Да. Баш интересна приказната. Првите
првата позната брана, обид за брана се направи уште во далечен Египет, од времето на пирамидите. И пробаја да направат брана, ама се урнала. Така. Собрала одредено ниво на акумулација на вода, а после се урнала, оти му фалила одредени познание што ние денеска ги имаме. Така. Така да гадежништвото е пред се подпира на падовите. Да. Ама сега веќе толку многу падови што сме научени да сме само точни. Знаеме, да. Добро, сепак на развојот на науката и технологијата толку е голем да сега ние, значи, со најновите софтвери и можности за симулирање и моделирање, ние можеме да предвидиме точно како ќе се однесува една конструкција, нели? Дали ќе зграда, дали ќе мост, тунел, што и да е, значи постојат софтвери кои што ги користиме и кои што точно ќе ви кажат како во одредени услови ќе се однесува објект, можеме да правиме разноразни симулации, да ги најдеме најнеповолните товари или најнеповолните ситуации во кои што би се нашол тој објект уште додека е како идеја, постои само како битови во компјутерот, значи не постои на терен. Во реалниот, да. И сега тоа се оди толку напред да со најнови технологии буквално зборуваме за дигитални близнаци на објектите. Значи дигитален близнак каде што тука веќе не се вклучени само градежници инженери, туку и архитектите и останатите, нели, машинци, инженери, каде што целосно објектот се генерира дигитален пред да почне да се работи, за да може да се постигне што по-ефикасно, по-економично решение, да се знае точно како ќе се однесува објектот, за да може да се избегнат максимум ризиците за, нели, при користење на еден таков објект. На факултетот има ли обучени кадри? Се обучуваат ли студентите за овие симулатори? Добро прашање, да. Вака, ние се обидуваме да држиме чекор со најновите технологии, значи студентите користат софтвери во текот на студиите, некогаш дури од наједноставниот прва година што која ќе влезат на факултетот, им покажуваме како тоа функционира, ги учиме да ги користат, кадарот се обучува, имаме феноменален кадар, може да кажам. Имаме многу добри соработки со странски универзитети, па имаме кадар, поготово помладите кои што своите магистерски или докторски тези ги завршуваат во странство. Имаме, например, многу добра соработка со универзитетот во Бохум. Така. Наша млада колешка таму која докторираше Бохум е во Германија. Во Германија, добро. Да. Пред 2-3 години колку помина, не знам, која што таму докторираше и доби признание за најдобар докторат таму. Се врати тука кај нас, работи. Во моментот имаме 20 или 3 колеги баш од да. Катедрата каде што Марко моментално е демонстратор, така? Така. Кои што имаат таму пријавено докторати врз основа на таа соработка. Така да стекнуваат таму искуство и знаење и ги пренесуваат тука. Таа соработка конкретно со тој универзитет почна уште пред 20 на години, кога ја бев меѓу првите кои што отидат таму да ги завршат магистерските студии. И од тогаш тоа се повеќе се проширува, не само со тоа, имаме и со други универзитети соработка за нашиот кадар, ама често праќаме и студенти. Вчера имав прилика да се сретнам со една наша колешка која што е на универзитетот во Лил, каде што преку една од нашите катедри и нивната соработка таму искористија да таа оди таму на магистерски студии и колку што знам, всушност вчера беше практично тажен ден затоа што не соопшти дека ќе продолжи таму затоа што ја и како што рековте, не се гледаме за таквите студенти. Да, така да, сега веќе неизвестно е дали ќе се врати назад. Колешка од мојата катедра конкретно, која што лани докторираше, во моментот е на едногодишен престој во ЕТХ во Цирих, едно најдобрите градежни факултети во Европа, ако не и најдобар, таму е на едногодишен престој.
Исто така чекаме, очекуваме да се врати, се надеваме. Иако секој што е неизвестно затоа што навистина условите за работа што ги има таму и условите што се тука сепак се многу различни. Многу различни. Честитам сигурно чест. Да, така да имаме навистина импресивен кадар. Да. И се трудиме и студентите кои што ќе бидат поквалитетни, од ние 10-20% што ги спомнав, да ги анимираме, ајде да речем, да ги вклучиме, дали како демонстратори, еве сега Марко, како што дали додека се демонстратори имаат опција, можности да се вклучат и во проекти, па лека по лека да почнат да го стекнуваат она искуство. Така што наша интенција е тоа да студентите што порано ги вклучиме во нашите активности за да се стекнати со тие најнови, најмодерни знања, а потоа дури доаѓаме во ситуации кога почнеме ние да учиме од нив. Да. Што е прекрасно, апсолутно. Да. Нели, тоа е вистинскиот однос, би рекол. Па и јас така сметам. Значи, ние туркаме до еден момент и потоа почнуваме, нели, малце, ајде да речем, можеби не толку некои работи ги учиме од нив, некои заеднички понатаму и стануваме колеги, буквално рамо до рамо, тоа што и Марко кажа, ние се трудиме да бидеме максимално достапни за студентите. Ова пред малку Марко што го кажа, дури мене ми звучеше толку бод да не помисли некој дека му е сугерирано да го каже, одговорно тврдам дека не. Затоа што ја тоа го кажувам дека е така кај нас, викам праша да ги студентите, ева Марко сега пред малку го кажа. Најубав репер, значи да, буквално кој да тропне на врата, нели? Ете, знам дека е можно затоа што навистина нема како да кажам, вратата е секогаш отворена, буквално секогаш отворена. Се случувало, поготово кога беше ова короната, нели, и кога државме часови онлайн, асистентите држаа консултации во 10 сат навечер, да речеме, ќе му се јават студентите, дали може да прашаме, нема проблем. Апсолутно. Да, така да, тоа што имаме малце намален број на студенти ни можеби ни дава можност таква, нели, да имаме малце повеќе време да им посветиме, што можеби не е случај на другите факултети каде што има голем број студенти, јас верувам дека сите тоа се трудиме, едноставно кога има голем број студенти можеби не е толку можно. Ние сега сме во таква ситуација да можеме да им посветиме внимание, меѓутоа ќе кажам, јас сум 20 години на факултетот, 20 и неколку веќе, од првиот ден од кога бев на факултетот беше така. Значи никогаш вратата не била затворена, секогаш е отворена за да може студентите да влезат кога сакат, и ниту еден студент не бил вратен од врата да му се каже немам сега време за тебе. Нели, исклучителни ситуации. Ама во принцип секогаш сме достапни и секогаш сме коректни. Јас барем не сум слушна поплака некој студент да каже дека нешто некоректно било постапено, еви да се случило такво нешто, има можности да се коригираме и така, ако имало тоа, меѓутоа не мислам дека барем по ова што го кажуваат студентите во разговорите, мислам дека сме исклучително коректни. И подносно дали е тежок факултетот. Така. И сакам и тука нешто да кажам, значи вака за граждан факултет вообичаено ние викаме треба студентите да имат афинитет малце кон техниката, ајде да кажам. Така. Дури така можеби има некое мислење дека ако некој не е многу добар математика, физика, дека нема да го тоа сакам да го прашам, дека нема да го биде заградежен. Да, секако е пожелно и ние во нашите напори, еве да привлечеме што поголем број средношколци, гледаме еве да повеќе пристапуваме и кон ние училишта кои што се од тие области. Меѓутоа имаме ние студенти од други школи што доаѓале. Еве имав баш сега во оваа последната испитна сесија што беше јануарско-февруарска, колешка дојде да земе оценка, супер помена на испитот, и вака во неврзан муабет, после откако ја зема оценката, ми рече дека дојде од медицина. Средно училиште за медицина. Вика мене ми беше вика страф малце.
како ќе биде, ама вика Така. не Како чувствувам. предмет од универзитетска листа си го одбрал? Не, од медицина средно завршила и од средно медицинско запишала градежен. Што не би се очекувало. Да. Прво тоа што го зборувавме дека е девојка. Бидејќи обично е тоа е друга, да. Значи од средно медицинско и мене ме зачуди искрено. Браво. Да, тоа се ретки случаи, меѓутоа нели дали било тешко или не. Ако човек се посвети кај нас, ние навистина го можеме сите услови. Да. Нели не можеме на сила да дадеме никому знаење, ама маца ако се има желба, професорите се отворени. Да, апсолутно. Да, Тоа. А тоа дека станува збор за девојка, навистина факултетот последниве години веќе подолг период, да речам децени, некако ја разбива онаа фама дека станува збор за женска, за машка професија. Во овој настан што се беше организиран трибина на градски факултет пред има 2 недели, ми се чини 3 од тогаш, околу 8 март беше. Да, таа недела. Таа недела, нели? Дека беше баш во смисол жените во градежништвото, па некоја статистика излезе дека само 6% од оние што работат во градежништвото се жени и дека треба да се подигне процентот. Таа статистика е затоа што навистина, мислам, во себе ги вклучува и работниците, така кои што работат и тие навистина во најголем дел се мажи. Меѓутоа, ако се гледа студентите, нели што се запишани на факултетот, идните инженери, се апсолутно 50-50. Или приближно 35-50, да. И тоа исто што се забележа статистиката, тоа го кажува, ние дури некоја се чудиме, не е за чудење во принцип, ама нели традиционално порано навистина се викало ретко да видиш девојка да запише граждан факултет, ама спорам пред 40-50 години. А сега не само што запишуваат, туку често пати се покажуваат и како поуспешни студенти. Јас тоа го повторувам исто, ние даваме секоја година и стипендии на студентите и за таа цел ги рангираме најдобрите студенти во секоја година. И тоа на манифестација на посебна организираме, каде што тие јавно се обзнануваат кои се, како се, значи на видео бимот во амфитеатарот излегуваат тие листи за најдобри студенти по година. Значи од 10 најдобри 9 девојки. Па добро, тоа е доволно кажува, да. Доволно така кажува. Некако можеби сме зборали што се причините, нели, за тоа, некако малце поодговорни понекогаш да се. Так. Иако не мора да значи апсолутно. Так. Не сум некој што по било кој основа било што ги поделил. Јас зборам само статистички вака. Така. Статистички податоци што се вика и од она што сум го видел, да, навистина имаме значителен број девојки кои што запишуваат и кои што успешно студираат и потоа се успешни инженери, што е за секоја пофала, значи водат објекти, одлични проектанти. Тука нема збор, значи дефинитивно барем инженерскиот кадар, во инженерскиот кадар рамноправно се застапени. Така. Како машките, така и женски. Работи ли студентската организација? Да. Организирани ли се студентите? Мислам дека веќе сите факултети тука спомна дека во таа корона не се работеше баш и очекувано. Меѓутоа ние прва година со нов состав на студентско собрание кај што активно се вклучувавме во работа на факултетот, имаме генерално две основни зацртани задачи. Едната сега како ние рекламација на подобрување на видливоста на факултетот. Посебно нели да ја разбиеме парадигма кај женскиот пол. А втората и спрема мене исто така многу битна е дружењето меѓу студентите. На некој начин се заборавивме ние меѓу себе за времето на корона. Дефинитивно. А пак нашиот факултет е таков да бара тимска работа и многу од предметите, наставните содржини се поделени така да бара тимска работа. Така. Веќе утре ниту еден инженер работи сам. Невозможно инженер да работи сам во еден проект. Да. Како што каже професор Божек, поради големата област на градежништвото, никој не може да е стручен за се во градежништво. Да, апсолутно. И тоа почнува уште во студентските денови. Нажалост сега така беше ситуацијата во короната, тоа не беше можно, ама најбитно ние сега се подобри
наједноставното наоставно дружење на студентите, јас сум најгорд кога ќе идам друштва студенти по кафичите што ни се околу гражен факултет, бидејќи ние во Брмало имаме доста кафича доколу. Одлични се ви. Баш она дружба и не на факултет се разбира и во читални и при учење, ама уште подобро на неформална дружба што мене како ми фалеше, од јас бев и пред корона и после корона на факултет и многу ми фалеше таа дружба. Така да гледаме студентскиот живот да е на ниво и да бидеме организирани. Тука е супер баланс од тоа мало. Од една страна се градежни инженери што мора да бидат супер трезни, од друга страна Боемска улица. Одлично. Некогаш балансот е тежок. Супер е, да, супер. Се учи, тоа се учи, така да. Одлично е. Друга работа што сега да ја прашаме, например, со економскиот факултет кога снимавме, тие спомена дека се на пат да добијат една меѓународна акредитација која ќе му возможи на факултетот, значи каде и да оди потоа студент кој е дипломиран и професорот, мислам деканот Предраг рече дека тоа е долг процес кој трае 7 години, значи тоа ќе трае уште некое време додека се добие таа акредитација и таа е многу важна, например, за факултетот потоа да има рамноправност помеѓу светските факултети и дипломците од таму, алумните ќе бидат примени како да се дел од тие факултети. Дали има нешто такво, бидејќи споменувате дека вашите студенти одат на секаде во светот, предпоставувам дека се примени еднакво, предпоставувам дека градежниот факултет има глас, да речам, има репутација. Да, апсолутно. Јас го слушав тоа. Искрено лично не сум запознат дали факултетот наш размислува во таа насока и кои се опциите тука, навистина не знам. Интересно може да се провери дали тоа некако формално како постапка може и треба да се спроведе. Така. Можеби ние тоа не сме го баш од таа причина провериле до сега или не сме започнале такво нешто, затоа што до сега не се испоставило дека има потреба од аспект на признавање на дипломата. Така. Значи без никаков проблем нашите студенти одат дали на студии, дали на работа во Западна Европа. Дали има кога беше пред Нова година негде, мислам дека беше конкретно една колешка која што магистрираше на одбрана, дојде дента претходно од Лондон, зашто веќе таму се вработила, почна да работи во фирма. Так. И сега само за да магистрира се враќа, магистрираше и утре дента пак одеше се враќаше на работа во Лондон. Така. Што нели се веќе надвор од Европска унија. Да. За Германија веќе да не правам. Муабет имаме колеги кои што се во Италија, студенти кои што работат, односно баш конкретно зборам за колега, само во последниот период сум комуницирал, што вака ми паѓа на памет, кој што заврши сега во Политехнико Милано. Како на LinkedIn објави, му честитавме, брзо после тоа ме контактираше, рече дека нашол и работа. Имаме колега кој што еве сега што ми текнува исто помеѓу помладите, кој што работи на метрото во Каиро, во Египет. Така што никој не кажал дека дипломата со оваа диплома не можел негде да се вработи или да имал проблем, дека му бараат нешто посебно. Така што навистина реков и дипломата не е признаена и ги имаме и потребните знаења и вештини да можеме успешно да се нашите студенти да се вклучат дали во понатамошно студени во Словенија одате и во последните ако имавме промотивни активности во време на короната па беа онлайн, директно ги вклучувавме нашите студенти од Словенија, што отишле, значи сега втор циклус во Словенија, па од таму се јавува. Така да дипломата функционира, признаена во Австралија сега. И тоа ми текна и таму има еден колега сега што се одсели пред 2-3 години, млад колега и постари колеги. И си работи по струка. По струка, да. Одлично. Во положите стручен испит што беше за да добие таму овластување, да докаже дека знае, полагаше во Белград колку што знам, за да може да таму доди да работи. Така да немаме со дипломата никаков проблем. Одлично, мислам
Прекрасен факултет. Јас од вас чув многу работи што не ги знаев. Верувам дека и оние што го слушаат подкастот исто така. Ова е еден особено важен факултет, особено за нашиот град кој го демне директно раседна линија, особено чувствителен, нели, на знаеме и за поплави, и за земјотреси, и не е единствен град кој го демнат истите, да речам, опасности, така што оваа професија е многу важна за една држава, за едно општество и за целиот свет на крајот на денот, за секој човек, бидејќи сите имаме потреба од градежни инженери. Да, ако зборуваме како професија, апсолутно, значи во светски рамки, исто така особено кај нас, ние Скопскиот земјотрес практично на некој начин многу викаат и почеток на осознавање за сеизмичко проектирање во Европа како иницијална каписла. Навистина? Да, Институтот за земјотресно инженерство некако се поклопува со тоа време, да. Институтот за земјотресно инженерство ИЗИС така е формиран после земјотресот како центар во бившата држава каде што треба да се собере целокупното знаење за асеизмичко проектирање, нели, и асеизмичка градба, каде што првите професори дали од Јапонија. Така, како една држава исто со истите проблеми, да. Апсолутно, да. И ева оваа година јубилејна, нели, за Скопскиот земјотрес и баш нашиот факултет заедно со факултетот за архитектура, со град Скопје и со ИЗИС практично организираме серија на активности за одбележување на настанот, нели, а практично за подигање на свеста, уште еднаш, нели, да не заборавиме тоа што го збориме цело време, што значи, кое е значењето да бидеме сите свесни при нашите активности на градење и создавање на нови објекти, одржување на постојните, што може да се случи ако тоа го заборавиме. Значи, ќе имаме планирани серија активности, трибини, презентации, разни настани, дел ќе бидат и на самиот градежен факултет. За тоа ќе информираме јавноста кога ќе дојде ред, кога ќе бидеме, нели, спремни. Да. Меѓутоа, тоа не смееме да го заборавиме, тој настан, мора да го паметиме, а еве за жал и често сме подсетувани, нели, низ светот се случуваат тие катастрофи и тогаш се едноставно подигнува интересот и за самиот факултет. Ние во контакт на една сега скоро бевме конференција во Полска, па во разговор со колегите од Загреб, рекоа кај нив нагло пораснал интересот за студирање на градежништво после земјотресот. После земјотресот сега имаат многу студенти што студираат градежништво. Така да, мислам, сериозна струка, сериозна област, меѓутоа полна со предизвици и за секој креативен човек веруваме интересна да може да се изрази. Да Да живее, да се вклучи во една професија каде што ќе може својот креативен потенцијал да го искаже, да го изрази и да биде задоволен со она што го работи. Мислите дека нешто пропуштивме, нешто што сакате да им го порачате на идните студенти? Мислам дека има една новина во градежништвото кај нас. Во ред. Како што кажа професорот, имаме строга градежна регулатива кај нас. Така. Поради одговорноста на процесот и многу често проектантите, што е само еден дел од градежништвото, се водат спрема одредени стандарди за проектирање, кои што чисто да одржат, нели, ниво на контрола. Така. И тоа што е ново, пред 2,5 години, за брзо 3, се усвоја кај нас европски стандарди за проектирање кои што и користат на ниво на цела Европа. Значи тоа се буквално пропис на ниво на закон за проектирање, кој што од септември 2023 станува единствен важечки закон за проектирање, така да го наречиме. Да. Секој студент што го изучува тој стандард за проектирање, без разлика дали проектира од Македонија или од било каде, може да проектира во цел остаток во Европа. Значи сме равни со студентите низ цела Европа на знаење на проектирање. Знаењето е тука, тоа што досега беше неголема пречка, ние користиме одредени правила за проектирање, студентите, пример, инженерите во Германија користат други, во Англија трети. Сега тоа на ниво на Европа е изравнето од 2023, а факултетот веќе 3 години го предава, ги предава тие стандарди. Јас имам среќа да ги фатам сите предмети по тие стандарди. Супер. Така да се чувствувам и тоа како раме со сите
и студенти, и како инженер, сите инженери во Европа и може да мисли каков пазар тоа отвара. Градежништвото не е дефицитарно само Македонија, туку секаде е дефицитарно. Ако знаеш да проектираш во Скопје, знаеш да проектираш и во Берлин, и во Милано, и во Мадрид. Јас често кажувам, имаме за разлика од инженерите во Германија, потешкотија е поголема, тоа се земјотресите. Така. Овој јужен дел на Европа е често така трусно подрачје. И самото тоа те размислува покритичко да размислуваш од целиот аспект на градежништвото и мислам дека не прави подобри инженери и затоа во минатото имаме многу добра градежна традиција во Македонија, посебно во Скопски земјотрес, поради стравот, поради искуства сето едноставно многу добра градежна традиција ме кај нас. Градежно педигре. И мора да кажам дека се чувствувам стварно равен со сите студенти од Европа, сум бил во контакт со студенти од Балканот и тука како сме равни. Да не се фалиме, равни сме дефинитивно. Одлично. Тоа е многу убаво да се чуе. Да, во тој контекст би додал всушност малце и по-вака практично што се вика за студентите кои што средношколците кои што можеби размислуваат да запишат градежен. А нешто што можеме да доближува до овие другите поатрактивни струки е во овој контекст. Значи, бидејќи нашите студенти се обучени да работат по тие нови стандарди, имаме доста колеги во Македонија кои што всушност работат онлайн за странски фирми. Например, нели изработка на проекти за странство. Тука се. Тука има канцеларија, тука се вработени, тука си е фирмата, ама проектира за странство. И добива странска плата. Работи ремоут. Така да и тоа е тука има можност, барем делот на проектирање. Да. Стругата не е таква да може да се помине цел живот во канцеларија. Не може да се изведува преку видео кол, да. Сега не може. Ама не ме да ме чуди видни тоа да може. Ама тоа веројатно не е во блиска иднина. Меѓутоа може и тако видно, че доста што е битно за струката овозможува и самовработување во смисол доста колеги, например, работат, си отварат своји фирми, помали фирми за помали објекти, па може да работат без да очекуваат негде да бидат вработени. Значи можат сами да работат. Дали за странство, дали за тука. Тоа е можно да се направи. Реков, работа има. Платите стануваат се повисоки, се подобри, може би баш заради дефицитарноста на кадарот, така што секако апелирам јас до сите што размислуваат, а уште повеќе до оние што не размислуваат, сериозно да размислат за оваа дејност која што реков е базична, да не речем занечиска, значи нешто што секогаш ќе треба. Апсолутно. И кое што на некој начин се повеќе треба. Струката е, освен што е традиционална, таа по друга страна е многу модерна. Се работи секогаш и со нови материјали, нови технологии. Стално има нешто ново што може да се научи. Ние сега кога правевме реакредитација нова од наредната година почнуваме со новата акредитирана студиска програма, практично имавме проблем како во тие 3 или односно 5 години да спакуваме се она што мислиме дека е интересно и битно. Значи невозможно е. Невозможно. Значи да се вклучи се она што го има во градежништвото во светски рамки, а и овде во рамките на студиите невозможно да се спакува, така што студиите се направени практично да им овозможат на студентите да стекнат такви знаења, да успешно стартуваат во струката, но ќе имаат простор цел живот понатака да се усовршуваат во уште потесни области од она за кое што да речеме почнале да учат. Зашто реков, почнуваат сите општо, па имаат малце насоки, а после во тие насоки има потесни дисциплини каде што секој може да најде свое место, она што го интересира, додека ги заврши тие 5 години, покрај се ова што го овозможуваме студентите да го видат, они веќе на крај знаат отприлика што сакаат. Тоа не го спомнавме дека имаме например практично како предмет задолжителен пракса, што мислам дека треба да го има и на сите факултети. Ние имаме пракса предмети во првиот и вториот циклус на студии каде што
студентите поминуваат одредено време во фирма. Така. И тоа практично во тој предмет го поминуваат цел оној процес на како симулирано, па дури да речам квази симулирано, но практично вистинско барање на работа. Имено студентот кога ќе почне семестрот и кога ќе почне тој предмет, треба да најде фирма во која што ќе може да помине известно време. Така. Значи, ја бара фирмата, реални фирми на нашиот пазар. Сакам кај вас на пракса. Добро, може, кои се условите? Па потпишуваме договор ние со фирмата, дека им праќаме студент да помине известно време кај нив. Па тој поминува таму прв циклус кога се поминуваат буквално на градилиште, втор циклус може во проектантско биро. Меѓу тоа ви прв циклус зашто практично добиваат после тоа овластување за изведба, поминуваат на градилиште. Па пишуваат таму после еден извештај, па тоа го бранат после пред комисијата која што го држи тој предмет. Значи еден процес да они стекнат практично искуство уште додека студираат, барем увид во тоа што ги очекува откако ќе завршат. Значи, обраќаме внимание на тој практичен дел. Секако тоа може да и повеќе, нели, стално ги иновираме програмите, студиите, воведуваме новини, ги подобруваме во основа на претходните искуства. Ова веќе некој можда, не знам, 7-8 години како го правиме, така. Да студентите стекнат и практични искуства во самите фирми. Так, на себе, значи, презентирај. Па да, значи да поминат целиот процес на барање на работа. Од лани, да речеме, и формиравме и центар за кариера, го спомнав и претходно. Одлично, тоа го заборавив. Центар за кариера, да, кој што е дел од центар за кариера практично на универзитетот. Ова е само центар за кариера на нашата единица, каде што за сега, зашто се формираше практично во текот на короната, па сајде тој период, ако тој период го отфрлиме, активностите на центарот се релативно нови, каде што целта е, значи, да одржуваме обуки за студентите, од една страна како да бараат работа, така, следејќи ги напатствијата од Центарот за кариера на универзитетот, ги спроведуваме тие активности, што нели ќе дојдат, дали потоа промотивни активности, например отворен ден, тоа е во рамките на Центарот за кариера, понатаму идејата е и да Центарот за кариера биде како некој посредник помеѓу студентите и фирмите, каде што ќе можат едните и другите да стапат во контакт едни со други, да се најдат, што се вика, значи фирмите кои што бараат студенти и студентите кои што бараат фирми. Сега наскоро, баш по иницијатива и на студентите, ќе организираме и сајам за вработување, тоа беше нивна идеја. Одлично. Кој што ќе се одржи на Градивен факултет, можеби во комбинација со отворениот ден, па ќе ги споиме и средношколците и студентите во ист момент да бидат на факултетот и фирмите градежни кои што ги поканиме да дојдат. Тоа е сега во фаза на припрема, би се случувало тоа веројатно негде во јуни. И плюс тоа би бил дел и од она што реков одбележување на Скопскиот земјотрес. Значи една фузија на повеќе аспекти, неколку настани, да организираме еден настан на градежен факултет, така размислуваме, каде што веќе се представиме пред сите и ќе ги споиме сите на едно место, па да се родат можеби некои нови идеи, да се склопат нови познанства и да, нели, сите да имаат одреден бенефит од тоа, и средношколците, и студентите, и факултетот, и фирмите. Се надеваме дека ќе испадне тоа добро. Тоа е планирано за август. За јуни. За јуни. За јуни планираме. Кога беше годишнината? На факултетот? На земјотрес. Во јули. Во јули беше, да. Во јули. Да. Факултетот е во октомври, а ова го планираме за јуни, некако пред одморите да биде, да не биде, да не им се помеша на средношколците со матура кога полага. Матура кога полага. Така да ќе видиме тоа како, тоа сега само идеја за која што разговараме. Битно дека навистина доста време и енергија посветуваме на тоа да се испромовираме соодветно пред потенцијалните студенти, за да знаат точно што е струката, што може да очекуваат, како изгледаат студиите.
смислуваме на различни начини, реков, дури пред да го почнеме разговор, реков, често со помош баш на студентите, ги следиме нивните идеи. Често сме во комуникација со студентите за да ги чуеме нивните мисли, затоа што и тие на тоа нешто не размислуваат, затоа што видите колку повеќе квалитетни ученици дојдат на факултетот и поквалитетни инженери, утре ќе се заедно во фирмите, ќе треба заедно да работат, ќе треба да се сложат со своите идеи, со решенијата, ќе треба да се разберат, така што и во нивни интерес да дојдат квалитетни луѓе со кои што ќе може квалитетно да се работи. Апсолутно. Па ова веќе ги имаме сработено од прилика половина од сите факултети на УКИМ и ова беше единствениот пример каде што има конкретно еден професор задолжен за промоција на факултетот, за презентирање, за така што одлична работа работи. Цела комисија сме, цела комисија. Супер. Во Центарот за кариера и баш работиме интензивно. Наредниот период ќе почнеме практично со посети на училиштата. Така, супер. Тоа е планирано, посети на училиштата, се трудиме да им се доближиме на младите и тоа можеби на начин кој што сега новите генерации го преферираат, што не можеби најголем предизвик, затоа што можеби не знаеме баш како, затоа реков, многу ни е неопходна помош од студентите кои што повеќе може да ни кажат на кој начин најлесно може да пристапиме до помладите генерации, за да можат сериозно да не сватат, нели, сериозно да не земат во предвид. Затоа што многу често и од студентите кои што доаѓаат и кои што се актуелни, нели, ги прашуваме како дошле на град, зашто дошле и голем дел викаат дека не бил толку видлив факултетот кога они требало да одлучат што да студираат. Поготово нели прашуваме еве другиве ваши соученици, другари, дали го размислува, значи често пати ни сугерираат нивните одговори дека едноставно не го виделе факултетот за да може да го размислуваат воопшто. Така што затоа еве се трудиме да бидеме што повеќе присутни во јавноста, да разбиеме некои фами, како што рековме, можеби некои негативни стигми што доаѓаат некогаш во врска со градежништвото, да кажем дека сепак таа е една благородна, високо одговорна, но убава професија, со која што навистина може да се просперира и да едноставно човек да го помине својот работен век задоволен од она што го работи. Јас уживам во разговорот, ви благодарам и на двајцата. Се надевам дека подкастот ќе помогне во вашите напори, отворен е да го користите, нормално подкастот е примарно за вас, за факултетите, така што ви благодарам, мислам објаснувањето беше прекрасно, се надевам дека ќе го направи повидлив и ќе привлече студенти кои сакаат добар предизвик, сакаат да напредуваат и да остават многу видлива градба позади себе. Фала, јас само како да кажам, да ги поканам сите заинтересирани што сакаат да имат да чуат повеќе информации за факултетот во било кое време. Значи не треба никого да барат за да може да влезат на факултетот и да тропнат на првата врата што ќе видат. И само да кажат дека сакат некого да прашаат за било што со факултетот. Значи никој сите ќе им излезат во пресот, ќе ги упатат каде што треба, ќе може да видат, да ги видат лабораториите, не спомнавме на пример тоа, имаме лабораторија, имаме опрема, организираме тури кој сака да дојде да види. Така што апелирам кој кога сака нека дојде. Сите се добре дојде на факултетот. И сите кои сакаат да градат својата кариера. Баш така. Ви благодарам и на двајцата. Благодарам.